Овие снимки се направени на еден од предизборните собери на ДУИ во селото Шипковица. Ги направиле активистите на невладината Цивил, кои ги следат злоупотребите во изборната кампања. Малолетни деца со партиските символи и материјали е едната слика, а во придружба на кандидатот за градоначалник на Тетово, Теута Арифи, и тетовскиот полициски началник. И ДУИ како коалициониот партнер ДПМН не штедат на функционери во себе промоцијата и партиските активности. Министри, функционери и административци се во постојана придружба на кандидатите на владеачките партии. Така, например, министерот Тодоров вчера најави и помош на проектите на кандидатот за градоначалник на Кисела вода Билјана Величанец. Таа се трка на избори, а тој ќе сторел се за да го дислоцира Центарот за зависници од општината. Тоа повторно е на некој начин инволвирање на владата, на ресурсите на владата во промоција на локалните кандидати што се. И имаш право да си ја водиш политиката на Министерството за СОР, меѓутоа не можеш во изборна кампања или на промотиран настап на градоначалникот да се јавиш. Така да не знам што би можело тука плюс да се додаде. Очигледно е дека тоа е злоупотреба. Тоа е најексплицитно искажано во член 11 од Закон за спречување на корупцијата. Значи, користењето на сите тие ресурси кои ги имат власта, функционерите да бидат воздржани од моментот на распишување на изборите па до нивното завршување. А докаде соди во борбата за гласови, ниту децата се поштедени, ниту пак постарите. Во игра се и личните податоци ако некому му се потребни. Така, например, пензионерите од општина Центар добиваат покани од градоначалникот за средби и скапи ручаци. Ова е една од тие покани, каде Владимир Тодоровиќ, кандидат за градоначалник на општина Центар, ги кани пензионерите на домашна адреса да дојдат на ручек со него. Од каде му се податоците и кој си игра со приватноста на граѓаните? Од невладината Цивил велат дека случајот на Тодоровиќ не е изолиран. Она што е најалармантно и сметам дека тоа е нешто со кое ќе мора да се позанимаваме како општество и како систем, а тоа е заштитата на личните податоци. Неверојатно многу е расширена појавата да се знаат, очигледно да се знаат добро личните податоци, материјалната состојба на граѓанките и граѓаните. Ако сте пензионер, вам ви доаѓа покана за собир на пензионери. Ако сте инвалид, вам ви доаѓа покана како на лице со посебни потреби и така натаму. Ниту ДУИ, ниту Тодоровиќ не беа достапни да дадат коментар за начинот на која водат кампањата. Една од клучните препораки кои произлега од извештајот на ОПСЕ од минатите избори беше онаа во која се порача да не се злоупотребуваат државните ресурси во кампања. Најмногу се жалат на тоа дека се големи притисоците, односно уцените и ветувањата за работни места, за плаќање на нивните сметки, за што им се заостанати, им даваат храна, масло за домаќинството, 25 кила брашно на едно место нуделе за еден глас. Во меѓувреме, продолжуваат вработувањата, вонредните исплати на субвенции, социјални трансфери, објавување тендери и свечани отварања на се и се што.